Сепак сите очекуваат да видат која ќе биде одлуката од ДУИ. Токму затоа и вечерва во студиото го имаме политичкиот аналитичар Александар Пандов. Ви благодарам што повторно се одзовте на нашата покана. Се чини дека и во овие моменти сме на крајот од онаа огромна неизвестност која што ја имавме во целиот овој изминат период. Ке имаме или ке немаме влада. Прво да ве прашам, во игра се неколку опции. Велат, ДУИ може да каже да, одиме во коалиција со Груевски, не одиме во коалиција со Груевски и не одиме во коалиција со Груевски, но и со никој друг одиме на нови избори. Вие ја пратите цела политичка ситуација, лично вие што очекувате да биде одлуката на ДУИ? Добро вечер, ти благодарам за поканата. Што очекувам? Очекувам она што го очекував веднаш и после изборите на 11 декември, дека после долги разговори, преговори, кои што секако дека треба да имаме разбирање, едноставно изборите на 11 декември не беа обични избори. Предходеа после 2,5 годишна и парламентарна, и државна криза, и секаква пред се политичка криза. И беше важно да се преработат сите тие работи, да се видат резултатите. Верувам она што го повторно ќе кажам што го мислев и после изборите од 11 декември, дека ќе превладее мудроста, разумот кај двајцата лидери, и господинот Груевски и господинот Ахмети, и во интерес на граѓаните на Република Македонија, по тоа подразбирам и македонци, и албанци, турци, власци, бошњаци, срби, сите како граѓани на Република Македонија ќе донесат најдобра, најпозитивна одлука, и одлука која што нема само да значи решение за оној спор кој што настана, кој што го донесе до државен повторно проблем лидерот на СДС Зоран Заев со нафрлување на темата двојазичност, на темата федерализација во Република Македонија. Ги разгори апетитите на така кои што се. Тоа се само еден дел од работите кои што мислам дека реално на многу мал процент на граѓаните на Република Македонија ги засегаат и ги интересираат, и заради кои што излегува на 11 декември да гласаат. И сметавме дека сме минато сето, тоа е веќе договорено и спроведено. И јас верувам дека како продукт на она што јас очекувам дека вечерва ќе се случи, а тоа е да се обзнани дека е направен договор за коалиција владина помеѓу ВМРО и ДУИ, дека најголем процент од тој договор е просперитетот на граѓаните, подобрување на стандардот на граѓаните, отварање повторно на што поголем број на работни места, подобрување на инфраструктурата, на социјалното живење. Нормален живот со еден нормален живот кој што го интересира, пак да не ги повторувам и да не ги набројувам, но сите граѓани во Република Македонија без разлика на националност и вера, и како пак сега значи да не повторувам, верувам дека до таков договор е дојдено и дека ќе биде постигнат. Сега, зборуваме дека ќе дојдеме до еден нормален живот. На сите ние преку глава од 2,5 годишната политичка криза во заложништво беше буквално секој сегмент од македонското општество, ништо не можеше да мрдне поради таа политичка криза. Граѓаните очекуваат, и јас лично како граѓанин на оваа држава очекувам дека конечно ќе може да има мир и работите да одат по својот тек, да има влада кој да ја формира. Нека му честитано нешто ќе формира, оне што ќе изгуби ќе треба да биде силна опозиција, нели и така натака, да не навлегуваме во тие. Меѓутоа ќе се случили тоа. Еве дури и ДУИ да рече вечерва дека влегува во коалиција со Никола Груевски, но гумина сметаат дека тоа повторно нема да биде силна влада и дека повторно ќе се остави простор за да се прават проблеми и кризи понатаму. Што очекувате ви? Очекувате ли дека една таква коалиција ќе биде доволна за да ставиме крај на цела политичка криза? Анита, јас не се согласувам дека граѓаните апсолутно јасно не ја искажаа својата волја на 11 декември. Не, сега да не ги повторувам дека се 455.000 граѓани, но и по двете трки ако ги гледаме, а тоа е и по бројот на гласови, 20.000 гласови бега на СДСМ, и по бројот на мандати. 2 мандати повеќе има од СДСМ. Не можам, а сега најспоменуваниот човек во светот, да не го спомнам господинот Доналд Трамп, и да подсетам дека
такви правилата на избори какви што им се во Соединетите Американски држави, но господинот Трамп освои, мислам дека милиони и пол, 2 милиони помалку гласови. А сепак е победник. А сепак е победник и тоа освен Соросовите платеници таму кои што се и кои што се обидуваат нешто да изиграваат и они некои шарени револуционери или какви веќе таму се, сите останати му ја признаваат, сите државници му ја честитаа победата и човекот седна на фотелјата, председател си е така. Тоа е само во Македонија и ради моќта која што ја поседуваат Соросовите платеници. Тоа е она кое што константно јас веќе 2 и повеќе години го повторувам. Креирањето на јавното мислење и го донесува сега да една чиста ситуација од тоа имаме победник во македонскиот дел, имаме победник во албанскиот дел, составуваат коалиција. Они го доведоа прашањето дека невозможно било и не смееле сега дуи и ВМРО да направат коалиција. Значи, моќта која што и влијанието во јавноста која што ја имаат тие луѓе е огромно и оттаму ние сега во таков грш. Нешто кое што беше премногу јасно после резултатите од која ги објави Државната изборна комисија дека мандати има и кога што слушам информациите што кажуваат, тоа е дека ќе влезе и ДПА во таа коалиција. Така се споменува и таа. Јас за Нита сум бил пратеник од 98 до 2002 година. Во одреден период владата ја подржува 63 пратеника и таа влада си функционираше најнормално. За разлика од тоа време, пред 15, колку се веќе, 20 години ќе дојдат, и сега, во тоа време, значи, како оди седницата, доаѓа точката за гласање, пратениците треба да бидат таму, или ако не се, не може да се гласа, но прекинува седницата. Сега, колку што знам, според деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, има ден за гласање. Така што, пошто тоа е најголемиот изговор, ке нема можност да се гласат законите. Не е тоа точно, ке може, а оние кои што се системски закони, во тие треба да учествува и опозицијата и предпоставам дека и она ќе ги поддржува. Така што јас не гледам на тоа дека оваа влада нема да биде стабилна и дека нема да има полн политички капацитет и мандат да ги тера работите на напред. И не би се осудил да верувам дека е тоа за некој многу краток период. За жал, во Македонија и секоја година имам избори, така е, но оваа година не верувам дека ќе имаме повторни избори. Еве, така да кажам дека на граѓаните Република Македонија им треба стабилност и малку мир од избори, да веруваат дека се почитуваат институциите. Мирно море и треба сега на Македонија, затоа што не е само она што се случуваше во минатото во Македонија, се случува сега во светот и реално само глув човек не може да ги слушне тапаните кои што сега на сите страни се расчукани. Ние најмалку нешто што сега ни треба е да се занимаваме со глупости дома, ке речем народски. Да тренираме демократија, па да излегуваме по улици. Ние реално треба да имаме една национална стратегија Македонија каков став ќе завземе по некои клучни прашања кои што досега како папагали сите ги повторувале, од типот каков пристап ќе имаме кон некои стратешки идни планови кои што ги има Македонија, затоа што треба да се соочиме со реалностите кои што се сега во моментов. Ајде, она друга варијанта, што доколку Дуј вечерва излезе и каже дека донеле одлука дека нема да влезат во коалиција со Никола Груевски? Па во таква ситуација мислам дека ќе имаме еден празен од, некој релативно не многу долг, но краток празен од, дали ќе има некој, а во даденава ситуација не постои некој друг, освен Зоран Заев, кој што ќе дигне два прста и ќе рече јас имам поддршка. Ако тоа не го направи, во таква ситуација јасно е дека и повторно исто во тој период на никого не му го одзема некој правото, да речеме некој друг политичар во кој што ќе рече јас ги седнав партиите, ги договорив и они мене ме поддржуваат и јас сега можам да составам влада. Ако не се најде некој таков друг, во таква ситуација одиме на нови избори кои што предпоставам ќе се направат секакви напори да се спојат со локалните. Ако ништо друго и ради трошок, да немаме дупли трошок. Не гледам дека има таква политичко расположение, но ете како опција, јас само уште таа опција ја гледам. Трета опција не гледам.
Добро, а тогаш да разговараме малку за ставот на СДСМ и нивното однесување во изминатите 10 на 15 дена. Чекајќи беа премногу тивки, не коментираа воопшто, иако неколку пати беа прашувани кои се нивните позиции за она што го бара албанската платформа, не излегува да кажат. Многу беа некако тивки околу сите разговори, преговори кои што се случува. Како тоа ќе го прекоментирате? Тактика, страф или? Знаете, јас не би се согласил околу тоа дека они баш како опозиција беа тивки. Ние и досега бевме навикнати главните политички ставови на СДСМ да ги слушаме преку Фрчковски, преку Геровски, преку Ордановски. И тие си се изјаснија во цел овој минат период дека платформата за Геровски, да речеме, беше недоволна. Може ли да се прошири? Тој би ја проширил и би ја надополнил. Да речеме, господинот Фрчковски немаше никаков проблем околу тоа, дури повеќе има он, како и секогаш, што повеќе да додаде. Тоа беше и кај Ордановски, човекот без срам, без никак, најотворено говори околу тоа дека неговото политичко убедување е такво да нема никаков проблем околу федерализацијата. Тоа сме го слушали и Геровски. Сакам да кажам, значи, овие луѓе јасно кажа дека они не гледаат проблем во таа платформа, како најизвикана сега во периодов, затоа што покрај онаа кампања која што ја водеа и ВМРО и ДУИ за економски просперитет, за економска благосостојба во државата, Заев сепак успеа да ја наметне оваа политика за двојазичност и за федерализација и како продукт на тоа излезе таа платформа. Па да се вратам на вашето, значи преку нив ние ги слушнавме ставовите на СДСМ, она што не го слушнавме, 20 луѓе, а тоа е на крај излегуваат обично нивниот портпарол Шилегов и Зоран Заев, но пак да те подсетам, и Зоран Заев на десетина пати на телевизии, на обраќање пред граѓани, ги кажал неговите ставови. Конечно, тој беше тој кој што ги покрена овие меѓунационални прашања и меѓунационални политики во оваа изборна кампања. Доколку еве вечерва се обзнани дека е формирана коалицијата, односно има Никола Груевски како мандатар, мнозинство во парламентот и ќе формира влада, најголем проблем за граѓаните на Република Македонија би било, како и во последните 2 години, повторно да немаме никаква опозиција, не само слаба, туку и никаква опозиција воопшто да се во парламентот. Дали очекувате дека ќе прифати Заев и СДСМ мирно да биде во опозиција, дали ќе бидат конструктивни, што очекувате од страна на опозицијата, како она ќе реагира сега? Видјани, мислам, меѓу другото, она што се пролонгира и што дојдовме ние до ситуација сега 5 до 12 да дознаваме ке имаме, ке немаме влада, сега еве вака да ни движи разговорот, ние ни во еден момент не смееме да заборавиме дека начело на опозицијата сега е Зоран Заев, кој што е значи не само аболициран криминалец, човек кој што имавме прилика на телевизија да гледаме како бара пари и како, што е за мене уште погрозно, потврдува преку примери претходно што правел, дека тие си платили и дека на нив тој им завршил работа. Тој човек и покрај аболицијата сега на, како се вика, на Катица Јанева околу случајот Пуч, е длабоко мешан во него. Значи, покрај сега да не ги враќаме сите работи, но имаме таму човек кој што сведочи, имаме докази за неговата близкост со Верушевски. Тој човек е во затвор за тоа. И така е. И на Зоран Заев му стојат многу сериозни кривични дела на врат. Тој човек во оваа политичка борба ја има сватено како борба за живот и смрт. Неговото останување во опозиција му станува несигурно покрај лидерската позиција во СДСМ, кој што е најави дека кој изгуби ќе ја даде, и се почесто и почесто слушаме на незадоволни луѓе кои што се перијаници, кои што се докажани социјалдемократи и барање према него за да исполни тоа. И јас верувам дека во овој цел период, покрај тоа што он имаше отворено понудено официјализирање на двојазичноста во цела Македонија и федерализација, јас сум 100% уверен дека понудите кои што ги има испраќено до ДУИ биле многу големи
нереални можеби, но секако со сигурност знам противдржавни и ненационални. Од тука, познавајќи ги тие стратегии, тие тактики на однесување на Зоран Заев, нема да ме чуди дека и во наредниот период она нема да бидат они некоја конструктивна опозиција, туку дека ќе повторно ќе се обидуваат насилно преку нивните невладени и граѓански организации, платени од Сорос, од амбасади, од USAID, да прават нестабилност во државата, која што не сум уверен дека пак и понатака ќе им врви и ќе им успева како што тоа беше поготово минатата година. Јас се надевав дека можеби во текот на нашиот разговор колегата Михајлов ќе побара вклучување и ќе знаеме која е одлуката, меѓутоа еве штом не бара вклучување се уште ја нема одлуката. Меѓутоа ајде еве да претпоставиме дека одлуката е донесена. Многумина коментира и шпекулира со или без Никола Груевски во оваа влада и полека или брзо до нова влада. Што очекувате ви? Очекувате ли сега во денес, утре веќе да се свика седницата на собранието и тоа брзо да заврши за да веќе оваа агонија се прекине или пак сепак очекувате дека роковите малце ќе Знаете пролонгираат? како, господинот Никола Груевски, покрај тоа што е лидер на ВМРО ДПМН, беше човекот кој што ја истера кампањата на минатите парламентарни избори. И по чиј грб најмногу се удираше? Така е, и 455.000 луѓе излегува на гласање и го дадоа својот глас за него како премиер. Значи, во кампањата секој еден му беше јасно дека токму господинот Никола Груевски е кандидат за премиер од страна на ВМРО и незината коалиција. Во тука мислам дека тоа е едно од основните работи кога имаме ние чисти избори, признаени и од домашните учесници, и од меѓународниот фактор. Зошто тој човек не би бил премиер? На крајот на криштата секој еден, повторно ќе кажам, кој што го дал гласот за ВМРО, го дал гласот верувајќи дека токму Никола Груевски е човекот кој што ќе ја предводи владата. И исто што би напомнал, ние имаме ваква ситуација, зашто јас не се сомневам дека Дуи повторно ќе одлучи со ВМРО. Не само Мајски и сите тие работи. И на Дуи му е јасно дека оно што ќе го договори со ВМРО и со господинот Груевски, тоа е договорена работа. И на 10 години функционираат безпрекорно. Им е јасно дека се оно што го договара или за да успеат да дојдат да договорат нешто во минативе година-две, затоа што нели имавме пржино 1, 2, 3, 6, не знам колку. Има можност лидерите и таму така да речам раководствата на партиите да се запознаат меѓу себе. Предпоставувам и Дуи и господинот Ахмети имаа можност да го запознаат и да сватат за каков трчи лажи политичар се работи кога се говори за Зоран Заев. И од тука верувам дека после сите години кои што ги има поминато во политиката, дека без двоумење постоело, еве, слушам, гледаме и сега, уште колку е 7 и нешто, се уште нема донесена одлука, но ќе повторам ради чувствителноста, јас верувам дека е направена вистински избор и дека таа одлука ќе биде за коалиција со ВМРО ДПМН. Очекувате брзо да тие рокови, утре, задутре веќе да имаме седница? Кога ќе се договорат, очекуваме тоа дека ќе биде вечер, да, јас очекувам дека релативно брзо ќе одат, затоа што на секој еден му е преку глава. Јас не гледам после зашто би имало пролонгирање. Напротив, и Македонија, и граѓаните на Република Македонија очекуваат придвижување на секој план, а тоа може само кога би имале ние сега нова избрана политичка влада. Ајде уште само една работа, јас се извинувам, ќе ве задржам малку. Доколку се помине како што треба, без никакви, да речеме, во идеална ситуација, се формира новата влада, немаме контрапротести или излегување од парламентот на опозицијата и така натака, ме ќе се постави едно друго прашање. Колкава штета претрпе ВМРО поради тоа што дозволи овие 2 години да оди на линија на дипломатија повеќе, дозволи пржински договори, дозволи да се удира по нивниот кредибилитет од страна на СЈО и така натака. Многу од политичарите изгубија многу
веќе е јасно од половина од случаите кои што паднаа како случаи дури и од СЕО дека се без докази, меѓутоа сепак се удари по нивниот кредибилитет. Многу високи политичари, важни луѓе од ВМРО ДПМН мора да го истрпат овој удар. Удар за партијата или пак брзо ќе се застане на нозе и ќе се истелали правда? Види, Ани, да беше ова рани 90-ти години, може би многу полошо ќе поминеше и по луѓето, раководството на ВМРО и по самата партија. За цела среќа, ние сме сега 2017 година и луѓето имаат од социјални мрежи на нивните телефони, има портали, има телевизии кои што 24 часа во текот на денот ги информираат и македонските граѓани се многу добро информирани и ги знаат приликите такви какви што се. Од тука верувам дека ќе има потреба за уште некое време за некои луѓе на крајот од денот да помине судската да поминат случаевите на суд, да се докажат, да се имаат црно на бело дека тие луѓе се невини. И таа штета која што е направена по тие луѓе, мислам дека најголема верификација и најголема сатисфакција ќе им бидат тие судски одлуки за нивната невиност. И јас, од друга страна, пак колку ги следам нештата, нити господинот Груевски, нити ВМРО ДПМН си има откажано од услугите на тие луѓе. Тие луѓе, сега да не се под наводници, но некој одреден број на функционери на ВМРО кои што реално им е направена лична штета и како кај дел од луѓето направија и професионална, кај некој и приватна лична штета, пуштаа приватни разговори, но повторно ќе кажам, кога ќе се завршат сите тие случаеви, цврсто сум уверен дека тие луѓе повторно, дури многу по-гордо ќе може да застанат пред граѓаните на Република Македонија, но она што било до сега. ВМРО ДПМН е партија која што има 150-160 илјади членови, и несомнено има покажано дека во таа партија има кадри, има луѓе кои што може да се носат со сите предизвици кои што излегуваат како работење во политиката и нормално совладење на државата. Господине Панов, ви благодарам што одвоивте повторно време да ја проанализираме политичката ситуација. Претпоставам дека во наредните денови ќе имаме повторно прилика и ќе ни требате повторно за да проанализираме за се што се случило. А ние одиме понатаму со уште не една информација поврзана со политиката.